Во какво време живееме? Во лудо, незаборавно, идиотско. Значи ние сме комотно, можам да речам, друштво со пречки во разборот. Поминавме низ фазата на заробена држава, хибриден режим, дали сега на патот кон ЕУ ќе се соочиме со квалификација на изолирана земја? Па го слушам тој наратив од страна на опозицијата, која што 7 години ништо не направи во поглед на интеграцијата на Македонија во Европската Унија, напротив не скара со соседите со кои што претходно имавме добри меѓусоседски односи. Се уште не. Мислам дека Европската Унија и генерално нашите западни партнери ќе имаат уште малку трпение со нас. Значи Македонија е излагана од Европа. Нема исклучувањето, односно овој декаплинг, како тоа популарно се нарекува, раздвојување на Македонија од Албанија да создаде меѓуетнички тензии веднаш. Можеби по повлекувањето на Радев, кој беше од најрадикалните антимакедонски играчи во изминатиот период, можеби малку да се сменат работите. Секој пат кога сме удирале во зид во меѓународната политика, внатрешната политичка ентропија ни се менувала на полошо. И тоа е оно што мене многу ме плаши. Тука во МРДПМН и Мицковски имаат огромна одговорност, се разбери неговиот тим, да не дозволат да западнат во исто она во кој западна Груевски, нели? Како да се заштитиме и што правите да се заштитиме од хакерските напади? За жал Македонија е единствената држава од поширокиот регион кој што нема закон за заштита на информацијските системи. Првите истрели во Прилеп, Скопје и Куманово на 11 октомври 1941 година го означуваат почетокот на антифашистичкото и партизанско движење во Македонија. Тоа е повод за доделување на престижните државни награди 11 октомври. Добитници на оваа награда се Марко Китевски, историчар на фолклорот, Јовица Михајловски, актер, Љупчо Каров, мултимедијален уметник и сликарот Владимир Темков. За гостинот во Трилинг ќе прочитате дека бил новинар, дека пее, свири, глуми. Многумина го препознаваат преку К15 ТВ серија од хумористично-сатиричен карактер. Честитки за наградата. Благодарам многу. Човек е мал покрај вас, голем сте во величините, но смеате и хуморот не ве остава намира. Па не можам, тоа е составен дел од мене, јас така сум се родил. Има ли простор во денешно време за смеја? Па, објективно имам најмногу простор во денешно време за смеја, за хумор, за сатира. Меѓутоа, малку е лудо времето, малку се многу искривоколчени работите, така да од друга страна човек како гледа, малку и нема простор. Значи, се сменија малку времењата, почна многу да реагираат самоиницијативни хигиеничари, јас така ги викам, и тоа ми ствара нервоза и од тој аспект викам зошто да се нервирам јас самиот, кога имало доволно простор во минатото да си ги кажам ставовите и мислењата, така да луѓето знаат како размислувам, а еве вака кога имаме вакви прилики, низ интервјуа, низ разговори, низ гостувања, ќе си кажеме што мислиме и како мислиме. Ти слушаш и 5 пати ти викам, не можам да дојдам, у секој момент треба да ми дојде министерот у почта, како? Па не сум ја крив, што у партија нема кадар, бебе. Па јас сам ли дојдов тука, од партија ме партија? Повеќе од 10 години К15 ја нема на телевизиите. Зошто? Не им е на народот до смеја, немате инспирација или веќе се уморивте? Па, има... Значи, во случајов има две прашања, две можности да одговорам, а повеќе се причините зошто го нема К15. Едната што може би им била драга на некои од луѓето што коментира кога го снема К15, дека сме биле добри комичари, сатиричари, а сме биле лоши бизнисмени, што одмам можам да кажам дека не е точно и не се согласувам со тоа. А втората работа е што може би ние самите направивме неколку потези за кои што уште кога ги правевме бевме свесни или имавме некоја дилема дали се баш исправни во тој момент. Моје лично убедување, сега гледано од оваа дистанца,
дека ако сметаме дека К15 го нема како последица на некоја наша грешка, грешката би била тоа кога отворивме нашите телевизии и кога влеговме во бизнисот со Телепорт центарот, што емисијата не ја префрливме на нашата телевизија, туку отидовме повторно на една од телевизиите кои што има национална концесија. Дали во ова демократско општество има простор за цинизам, за хумор, за сатира? Или се повеќе се плашиме од реваншизам, закани? Во кое демократско општество? Во нашево или воопшто во демократско општество дали има простор? Во демократско општество би требало да има простор и ако гледаме вака општо гледано, глобално гледано, има простор за критика, има простор за сатира. Цинизам, не знам, цинизмот зависи од кој агол го гледаме и како го толкуваме цинизмот. За мене цинизмот не е некоја многу позитивна категорија. Иронијата е поблага форма, според мене. Значи има простор за иронија, има простор за критика, има простор за ево условно да речам да се третираат, да не речам да се исмејуваат некои негативни работи. Меѓутоа, простор имало секогаш. Ако се вратиме назад, и може би најголем доказ е и тоа, кога сега ги гледаме некои од скечевите што се работени пред 20 или 30 години, изгледаат како завчера да се снимани. Поголем доказ од тоа дека времето што е изминало, е 30 на години, било многу добро за нашава струка, за нашава работа, поголем доказ нема. Ако има простор за критика, за иронија, за сатира, хумор, зошто живееме или се повеќе сме обкружени од дефетисти, луѓе кои не гледаат перспектива? Знаете зошто е тоа така? Нашево општество, мислам дека се развиваше во погрешен правец. Мислам дека им овозможи на поединци, наместо придонесот што треба да го дадат во развојот на општеството, сите тие го насочува кон обстанокот или развојот, условно речено, на партиите во кои што делуваат. Сето тоа направи мали херои од луѓе кои што никогаш во животот не очекувале повеќе од тоа да добијат гратис карта за на фудбалска утакмица или за на некој концерт. Одеднаш такви луѓе стана битни, стана големи фактори, и тие такви луѓе не можат да поднесат кога ќе слушнат критика за себе или за нивната партија или за нивни блиски луѓе или за нивната условно речено идеологија. Тие такви луѓе почнат да се претворат во критизери и да бидеме до крај објективен, не ни се случило никогаш никој лично да ни реагира. Меѓутоа, како времето течеше, како годините одминуваа, почнавме да слушаме, јас барем, за мене можам да кажам, да слушам коментари кои не беа вообичаени на почетокот на појавувањето на К15. Почнаа луѓето да се лутат, да им пречи. Кога ќе види некоја ситуација и во која што не се препознава тој, многу му е интересно и многу му е смешно. И одеднаш кога ќе се најде, вечерта кога ќе се легне и кога ќе размисли малку или репризата кога ќе изгледа, јас стално викам дека кај К15 секој се пали на втора. Не дај Боже да треба само на буткање да пали К15, па некои и воопшто да не сватат што било приказката. Постои ли притаен страв кај политичарите од нивна реакција кога многу често ги критикуваме, им се исмејуваме? Па сега постои.
на времето мислам дека што се однесува до К15 и до мојава работа воопшто зборам како сатиричар уште од времето на радиото, мислам дека во почеток се гледаше многу со симпатии. Во Македонија има многу малку сатиричари, има многу малку сатира, од секогаш било така. Ако го тргнеме на страна Остен, во времето на Дарко Марковиќ и не само во времето на Дарко Марковиќ, него воопшто како сатиричко списание, и ако ги тргнеме неколкуте, да речам, Хихирику како хумористично сатирична емисија на Радио Скопје, ННРВ во рамки кај нас во Радио Урневец, на времето Кавадаречка династија во Радио Кавадарци и К15 сега би рекол како врв на медиумската сатира, мислам дека нема нешто позначајно што ја размрдуело јавност. Значи, ние сме комотно, можам да речам, друштво со пречки во развојот. Предпоставам дека за време на снимањата на скечевите би се случило да имате пех некаков. Може да издвоите? Не знам, ме најде неспремен сега, заради тоа што обично сите не прашуваат да издвоиме некоја многу интересна ситуација, некоја анегдота, некои смешни моменти, али некои, не знам, не се сеќам дека сме имале некој пек. Ден денеска вака од време на време ви паѓа на памет, па ќе ви дојде да се подсмевнете, да се насмевнете? Па мене лично ми се случува сега и тоа ми е и интересно и смешно. Ми се случува да ми прати некој пријател, некој скеч, го гледам скечот во кој што играат Бранко и Васко, а јас не играм, и ми се случува да погледам скеч, што го гледам прв пат во животот. Не сум го видел кога се емитувало К15. Стар, да речеме, 30 години. Љупчо Бубакаров, добитник на овогодишната награда 11 октомври, заедно со уште 5 уметници. Каров, после шарената револуција, се ухлебивте, како што кокни велиме во владата. Од револуционер станавте конформист, му бевте советник на нашиот колега и новинар Роберт Поповски. Како факел му дававте на Поповски? Колку реално има улога и влијание мислењето на еден советник, владин? Вака мала корекција. Ја не бев дел од шарената револуција. Јас од секогаш сум индивидуалец и тоа што се поклопи да бидам и јас активен во време кога беа и луѓето од шарената револуција и тогашната опозиција, мене лично не ми смета, што ме поврзува така. Меѓутоа, ми пречи кога некој ќе ме сретне и во некој неврзан муабет кога ќе ми рече вие од шарената револуција. Значи, јас имав овакво понуда, условно да речам, да бидам дел од шарената револуција. И на тоа одговори со тоа дека јас секогаш моите ставови сум имал можност каде да ги искажам, мислејќи на емисиите и програмите што сум ги работел, а баш тогаш да речеме во К15 како последен проект што сум го работел. А што се однесува до конформист, излегува како правдање кога треба да објаснувам дека мене тие година и пол што ги работев како советник кај во Министерството кај Роберт Поповски за транспарентност и отчетност, да. Па, знаете што, мала дигресија, тоа министерство на почетокот сите малку како на шега го сваќа што е сега од транспарентност и отчетност. А сега транспарентност и отчетноста ни се на прво место. Цело време сега сите за тоа збориме. Дали денес се чувствувате изневерено? Бидејќи имавте веројатно многу големи очекувања. Да. Се чувствувам изневерен,
меѓутоа неизневерен од поединци со кои што сум разговарал и со кои што сум се договарал да бидам, еве условно да речам, дел од политиката тогаш. Меѓутоа се чувствувам изневерен пред се од односот на Европа према нас. Значи, ние сме најодговорно, тврдам, видејќи тогаш во тој период имав доволно информации од прва рака, што се вика. Ние сме излагани. Не само што нас не излага. Значи, Македонија е излагана од Европа. Дали е тоа наша вина што ние сме немале доволно авторитет, што не би требало да се толкува така, затоа што ниедна мала земја не може да биде толку влијателна и така да се наметне за да постави своји услови и под нејзини услови да ги избутка до крај своите планови. Имавте можност да ги видите двете лица на двете страни и како обичен граѓанин да видите како функционира или да ја гледате како владее една гарнитура, но и да бидете дел од власта. Каде е потешко? Па, објективно, мислам дека во власта е многу потешко. Многу е потешко, затоа што таму Но најчесто велат сладка е власта. Дајте му на човек власт, па ќе видите како. Да, тоа е точно. Меѓутоа, потешко е за одговорни луѓе. За оние кои што одговорно сакаат да се ја завршат работата, многу му е тешко во еден амбиент кај што гледаш дека ништо не оди, кај што гледаш дека нема простор нешто да тргне напред, а ниту пак гледаш дека некој се обидува. Ние цело време живееме со надеж дека некој друг ќе ни ја заврши работата и можеби во некоја рака тоа е оправдано заради тоа што сме мала земја. Мислам дека многу грешевме што на луѓето не им објаснивме дека на време, дека работите не зависат од нас, него сакајќи да ги партиите да ги набилдаат собствените рейтинзи и политичарите индивидуалните, мислам дека многу често го залажува народот дека еве веќе сме на чекор од портите од рајот, дека од утре више ќе почнат да доаѓаат емисарите од Европа, ќе почнат по дома да доаѓаат и да ме прашуваат чомуски вам што ви треба за наредниот месец да ви обезбедиме. Така да мислам дека луѓето премногу очекува, а премногу очекува заради тоа што премногу им беше ветувано. Криминал на кило, корупција, стил на живот, раздисани политичари, суди, дел од бизнисмените. Албанците ќе не ја земат државата, многу често може да чуеме грците не блокираат 95-та, бугарите не ги сакаме, постои некаков анимозитет. И постојано ли проблемите ќе се обидуваме да ги ставаме под тепех и вината да ја бараме сосема на друго место, а не да се погледнеме сами во очи? Значи, вината не можеме да лоцираме само кај нас. Иако треба голем дел од вината да лоцираме кај нас. Не зборам за тоа за релациите со Европа, еве сега и последното што не се случи нам, него што се случи Албанија нели се оддели, ние останавме на споредниот колосек. Че чекаме сега некој да ги преспои шините, некој од поголемите, ако сака да ги преспои или ако се сети уопште дека треба да ги преспои. Вината гледам кај нас што ние дома не си ја одработивме работава за нас. Значи никој нас не е крив што е Пелагонија празна или овчеполе што не се садени со жито, па мораме да увезуваме жито, што мораме стално да чекаме некој да ни помогне. Никој не е виновен, еве да бидам по литературно македонски да се изразам, што образованието ни е на толку ниска точка да можам да ви кажам еден пример кога се отвараше Дрекслер Мајер у Кавадарци. Имав можност да разговарам со човекот кој што ги тестираше луѓето кога ги прима на работа. И ми кажа еден податок што е страшен.
луѓе кои што имаат дипломи, луѓе кои што завршиле факултети, покажале тотално незадоволително знаење на тестирањата кога требало да ги примат на работа. Па Дрекслер Мајер после тоа правеа курсеви за да ги оспособат луѓето, да оспособат кадар што ќе оспособува после кадар за работа во фабриката. Значи, од тоа поголем доказ дека образованието ни е на многу ниска гранка не постои. А да не зборам за воспитанието. Значи, ние како категорија никој не го спомнува више во етиката, никој не ја спомнува више. Јас нема интервју кај што не сум кажал професорот Кирил Темков цел живот го посвети на тоа да се воведе етиката како предмет во образованието и за жал не му успеа. И никој не збори за тоа. Моралот не е никаква категорија, дури на подсмев се гледа на тие работи. А се тргнува од тука. Логиката, што е животот? Ако не логика, чиста. Нема, тоа се категории не спомнувани, никој не работи на тоа. Нас само ни даваат, еве ти наочери, денеска розови, утре на потемно розови, да си видиш тоа што сакаш да го видиш и за да си легнеш задоволен, да можеш да заспиш полесно. И не е ништо страшно што според мене што луѓе ни бегаат во странство. Сите се жаламе дека млади ни одат во странство. Јас би бил многу радосен младите да ни одат во странство, ама во странство да имаат третман и да имаат позиции како што имаат домашните стручњаци, домашните вработени таму. Кај на што се случува? Еден добар IT инженер оди да работи во Германија за 3000 евра плата, на иста позиција за која што германецот зима 7000 евра плата. Благодарам за издвоеното време и гостувањето. Благодарам на поканата, ми беше задоволство.